Во оваа луѓе и места ќе ви раскажеме за тоа како пасијата од детството може да живее без разлика каде живеете и која е вашата професионална вокација. Имено, познатиот диригент со виетнамско потекло Ле Фифи, љубовта и страста кон старите велосипеди која се родила кај него уште од детски години во родниот Ханој, ја продолжува овде во Скопје, каде што ја започнува собствената колекција на стари велосипеди. Носталгијата кон минатите времиња, љубовта кон велосипедите и потребата од поспоро живење се водечки насоки во оваа негова пасија. Со Ле Фифи се сретнавме во Тафталиџи, каде што неговите соседи често може да го видат како ги тестира убавеците на две тркала, кои претходно во неговиот подрум ги враќа или одржува во живот. Ке позборуваме и за уште една негова пасија – старите аналогни фотоапарати од руско производство. И за фотоапаратите, но и за велосипедите вели дека тие се своевидни уметнички дела, поради изработката, дизајнот, но и носталгичната вредност која ја имаат за него. Они мене ми дават некој си посебно уметничко чувство во деталите, во потеклото, во дизајн и почнам да ги собирам. И не само да ги собирам онака како колекционер. Прво и мене ми дава такво спокојство. Земам некој крш точак, например. На прв поглед никој не би го чепнал, например. Носам дома, кога имам слободно време, значи кога сакам да се релаксирам, ке го расклопам, па чистам со средство, каде што енергија да се исчисти, па наоѓам делчиња, затоа што не сите имаат полне, например, со сите детали, па преку интернет нарачувам. Се тоа мене некако ми дава поспорен ритм на живење. Покрај тоа што нели сите спортуваат со точак. Значи, првостоно во овој современ живот сите го користат точак како средство на спортување. Кај мене е обратно. Точаците ми дава како уметнички дела, уживам гледајќи нив и второто, работата околу нив. Мене ми дава некој посебно чувство на спокојство и нормално трето е возење, затоа што веќе нема потреба во Скопје да се движам дали со кола, со мотор или точак. Нормално само зимно време морам кога снег, иначе престешно последне години со точак се движам. А целата љубов кон велосипедите, слично како и кон музиката, ја добил од неговиот татко во родниот Виетнам. Иако признава дека во тие тешки времиња таму, возењето велосипед било луксус. Растев на точак. Значи, први што се возење на точак е татко ми ме научи. Цело детство до средно, значи возев со единствен точак. Тогаш нели после војна времеше беше многу потешко вака да имаш повеќе точаци. Точаци дури кај нас во Виетнам, зборам за минатиот век, е како престиж дури. Средство е, ама престиж, значи не е секој може да има точак. Има еден мал точак, мини, како овие што сега познати со мали тркалца. Возев со тоа, правев сите ти корекции, джиджи-миджи со светло, па без светло, па без кочници, со нозе. И нормално со тек на време, или сега современ живот, сите со кола возат. Но јас имам од татко ми наследство, затоа што он е колекционер. Иако он е композитор, диригент, ама има хоби што собира стари антиквитети. И откако дојдов в Македонија, држава е мала. Значи, прво основно има основа за да се вози со точак. Тој гради ваква колекција и во Виетнам. Сепак, оваа во Македонија е онаа на која е посветен целосно. Во неа веќе има повеќе велосипеди од англиско, француско, швајцарско, но и од југословенско потекло. Сите од средината на минатиот век. Убавината во старите точаци, во самата изработка, деталите, кога се гледа на главата, со нели знак, па со сите ти резби, детали,
почнувајќи да речем од светло. Самото предното е задно светло, кога веќе остарите точаците има други детали. Функцијата е исто, но кога загледаш, значи од воланот, од звончето до кочниците, до бандашите, стари времења сегаш стават и се трудат да стават некој резба, некој жига во самото тело на предметот и тоа дава посебен филинг, значи кога го гледаш на секој детал може да анализираш, гледај го ова и бесконечно може тоа да се види. Мене сите ми се драги. Не би можел да одвојувам, но преска зборев за Унисот со некој си посебен филинг. Еден од нив што ми е драго исто е Peugeot, црниот, што многу често го возам, затоа што некој вид на носталгија виетнамска. Затоа што Виетнам е од 19 век, крај 19 век, 20 век, 60 години беше под француска колонизација. Значи зборам за колонизатори на време, веќе дојдени во Виетнам со Peugeot марка и сега има еден бран на носталгија, на враќање на старите точаци во Виетнам. Од млади луѓе, средна возраст, исклучиво Peugeot марка. Јас за среќа имам еден таков, но и покрај тоа имам и еден англичанец, Ралеј, што од 60-тите. Ралеј е познат англиската марка, фабрика е дури на време на Прва и Втора светска војна произведувале специјални точаци за војници, например. Тркачките имам исто неколку, но еден многу ми е драго исто е Кондор, швајцарски, италијански, со тоа што на него секој штрафче му е оригинал и главата многу убава како уметничка слика. Поривот кон старото, кон минатото, таа носталгија и романтизам која го водат во животот, тој ги објаснува со изборот на музиката која ја работи како диригент. Предметите од минатото го прават животниот ритам побавен, но и поубав, вели Лефифи. Прво основно јас занимавам со класична музика. Тај музика не е сегашна. Тај музика е веќе 3-4 века назад. Но мислам дека не е тоа поента. Нормално, кај секој што занимава или има уметнички души, има некој романтизам во себе, би го имал тоа, не само до точаците и така натаму. Но кај мене, тој најмногу мене ми поривот е кога имаш некој парче што старински. Тој не се повторува. За мене, ако точа што сега најсовремено со 20 брзини, секој може да го купува во продавница, доколку дозволува, нели, джебот. Но јас сметам дека можеби мои точици нема вредност како парички, финанси. Но затоа има вредност во тоа што и јас го имам само јас. Единствен, не се повторува. Со тоа што кога се возам по улиците, нормално, јас сум убеден и тоа е секогаш ќе загледуваат ти што јас ги возам од ти што имаат 18 современи брзини. Уште како студент во Русија, кај него се разбудила втората пасија која ја продолжил овде во Скопје. Фотографијата, но и собирањето на стари аналогни фотоапарати. Со часови може да ви зборува за старите зорки, зенити, практики. Јас бев студент, студирав во Москва и за 6 години тамо покрај музика што нели студирав, имав хоби фотографирање. И тогаш се дружев доста со пријатели што кои студирале во филмски и нели режисерски универзитет. Прв апарат што го имав Зенит и тогаш сме сликале, тогаш немаше ни многу филм во боја, туку само црно-бело или слайдови. Купив комплетен апарат за развивање, значи соба во интернат, студентскиот дом, станува како студио за фотографирање, па развивав, па купував харти различни и од тогаш ми почна хоби со фотографирањето.
дојде некоја транзиција во технологија, нели, дојде дигиталите и нормално како што секој човек би почнал за тоа, почнав нормално со доста дигитални фотографирање, но пред да речем 10 години, пак ми се врати сеќавањето на студентски денови. И се прашувам зашто не пробувам пак да сликам со филмските. И кога почнам да сликам, односно почнам прво немав апарат. Зенитот го изгубив и викам ајде да купам еден апарат. И купам еден обичен филмски апарат. Почнам да сликам со него, да фотографирам и како што загледуваш апарат како предмет, дојдов до заклучок дека пак тој дигиталните што се, колку да се убави, не може деталски. Значи како самиот предмет не може да се споредува како дизајн убавина, тежината на сам апарат. И решив не само да фотографирам, туку и да направим колекција. Тој покрај колекционирањето и фотографира со овие аналогни руски фотоапарати, иако ревносно го следи и развојот на дигиталните. Кога сликам на овие апарати, сегаш секавање во деновите што сум бил најубав период студентскиот живот во Русија, тоа е како некоја носталгија, а како начин на современен живот. Исто кога фотографираш со филмските апарати, тебе те тера споро да размислуваш. Значи, од да почнеш со бирање на аголот, значи се треба перфектно да го направи. Нема поправка, друго е дигиталски. Ај ово е утнат, друго, па трето, па гледе бриши. Исто, ти дава тако чувство посебно на надеж. Затоа што фотографираш, а не знаеш дали ќе искачат фотографиите. Значи треба да сликаш, па едва да ги завршиш цела лента, нели 36 пози на пример, па да носиш во лабораторија, да ти развива, па тек после, значи тој период, тампон период, те тера во такво живење, доживување, неизвестност и ностоп возбудливо. На претходните две негови пасии не можевме а да не ја додадеме и третата. Додека ја снимавме оваа луѓе и места, цело време се слушаше музика од грамофонски плочи. Тие се уште една негова љубов. Покрај класиците, најчесто руски изданија, почнал да ги колекционира и изданијата од поранешна Југославија. Првите снимки што јас сум слушал дома е грамофонски плочи од многу стари мајстори, исклучиво класична музика, но тоаш беше многу мал избор и пресечно беа мелодија од руските. Нормално после одидов во Русија, школу студирав таму 6 години, цел репертуар, целе мој богатство на класичната музика е грамофонски плочи. Значи, не од сега ги собирам, туку тоа ми од 80-тите минатиот век. Дури интересно во тоа што јас кога заминував од Русија во Македонија, тогаш нели добив покана за работа во Македонската филхармонија како диригент, ги оставив се своји лични багажи, зашто со авион патуваш и немаш многу избор за нели одредени килограми, носев со себе само плочи и цедиња музички. Значи, од тогаш ги имам и од време собирам. После оваа прошетка наназад во времето, на две тркала, ја одјавуваме оваа луѓе и места. Следната ја закажуваме нанапред во времето за точно 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.